Кавадарци пред да се изгради Дрекслер Мајер, град на духови. Денес во Дрекслер Мајер работат мислам дека 5000 луѓе. Оди у Кавадарци. У Кавадарци какви коли се возат. Оди виш у Кавадарци какви булевари се прават. Како се реновира градот. Така се крена стандардот. 2006 35% невработеност. Груевски го завршува мандатот 2017 со 27% невработеност. Добре, Кипровски да му одговорам. Александар вели весна во контакција на ваков начин, ама ајде објасни како од досегашни инвестиции се зголеми нашиот стандард. Сега ќе ти одговорам. Кавадарци пред да се изгради Дрекслер Мајер во Кавадарци имаше општа без парица и апатија. Кавадарци беше град на духови. И на вино и раки. Значи у Кавадарци имаше општа немаштија. Значи скромно. Кој што може виното, ракијата, лозјето, тоа што. Денес во Дрекслер Мајер работат мислам дека 5000 луѓе. Кој што не си само од Кавадарци. Денес во Дрекслер во Кавадарци нема невработен човек. Ретко кој е невработен. Мислам дека Кавадарци е втора општина со најмала стапка на невработеност. Прва мислам дека беше Гевгелија. 3-4% се колку? Заради Гевгелија ради казината и така. И ради ова што си имаат фирмички за заби праење, за ова за грци што. Ти му објасниш со пример. Значи ете ти едно како се зголеми ти не знам, еве оди у Кавадарци да видиш у Кавадарци какви коли се возат. Таму у Кавадарци нема кола под 10 години старост. 15. Оди видиш у Кавадарци какви булевари се прават. Како се реновира градот. Тоа се е од даноци кои што се прибираат од овие инвеститори. Оди да видиш у Кавадарци како изгледа во Кавадарци да видиш како изгледа град Бад. Колку куќи се реновирани, колку нови се направени, колку викендици има. Какво е Тиквешко езеро? Викенд на сабота на Тиквешко езеро. Бидејќи на Тиквешко езеро викенд куќи прават луѓе што имаат пари. Така се крена стандардот. Да му објаснам со статистика. 2006 35% невработеност. Груевски го завршува мандатот 2017 со 27% невработеност. Тоа е 14% намалена невработеност во еден мандат, или 21 или 19%. Таа намалена невработеност ја притиска просечната плата да оди нагоре, затоа што имаш помалку понуда на пазарот од невработени лица, толку поголема плата мора да им дадат на работниците за да ги придобијат компаниите. Просечната плата од 6000 денари од 2006 завршува на 18-19 денари кога Груевски го завршува мандатот. Тоа се придобивките статистички прецизно од странските капитални инвестиции. Ние БДП-то со тие само капитални инвестиции го зголемивме некаде за околу милиарда. Околу милиарда. Има коментар, вели кочани со амфенол и антура, пред тоа бевме мртви. Од Делчево одат во работата амфенол и антура. Ајде добро, Ламбини, ајде сега. Ламбини, прво кажи ми од кај си, шо си, дали си бил Кавадарци. Кавадарци имало ИГМ, Фени и многу други фирми, најмногу придобивки во Дрекслер Мајер, има неготивно прилеп градско, Велес, Демиркапија, најмалку Кавадарци има работено во Дрекслер. Па малку ли е тоа, цел регион? Брат, ај прочитай си ја пак реченицата. Цел регион. Кавадарци имало ИГМ, Фени и многу други фирми, најмногу придобивки со Дрекслер имаат неготино, прилеп, градско, Велес, Демиркапија. 5 града. Меѓу кои Кавадарци? Меѓу кои Кавадарци? Цел регион. А ИГМ со кого работи? ИГМ не носи репроматеријали у Дрекслер Мајер? Фирмите што работат околу Дрекслерот да го обслужат Дрекслерот. Дали било храна, дали било превоз, дали било не знам. Ама тоа и тој ефект. Тоа е ефект на странските. Викал позитивна смисла дека пишал. И така е, точно е. Тоа е ефект на транспорт на камион. Може ли сега малку ја да кажам нешто? Само да додам уште една реченица, се мултиплицира затоа што ти кој ќе почнеш да земаш плата, ти стануваш и ти потрошуваш. И ти имаш пари кои што се додадена вредност во општеството, кои што негде ќе треба да ги потрошиш. Треба да јадеш, треба да пиеш, ќе се отвори маркет, трафика. Тие се викаат пратечки индустрии, да. Значи сега, ако дозволите,
ова све што се случи како преродба на градовите беше направено со индустријските зони и ја лично мислам дека тоа беше планот на Груевски за реиндустриализација на државата. Он тактички и наменски ги отвараше зоните таму каде во различни региони прво и таму каде што имаше најголема невработеност. И гледај сега колку тоа дава ефекти. Па го гледам и оној како се викаше од СДС што ги води зоните сега, па се фали, вика, зоните имаат растеж на вработување, значи сега им одговара на СДСМ зони што има. А кога беше, ВМРО кога беше, тоа било странци, било поробување, не знам што. А сега се фалат и со број на зголемен процент на вработени и со зголемување на просечната плата во зоните. Значи првото беше основното, да се вработат луѓето, да се направат фабриките. Кога дојде до компетиција, односно кога дојде пазарот на капиталот сам да се регулира, нема доволно вработени, мора да почне да ги качуваат платите. И така расне генерално целиот стандард, не само стандардот на тие што работат таму. И сега што ми вика, те прашав за стандард, не за вработување. Еве ја му одговарам. Еве јас му одговорам. Стандардот се крева со тоа што колку повеќе луѓе земаат, имаат поголеми примања или имаат било какви примања, локалната економија мора да трошат негде. Значи некаде мора да трошат. Сега ти кажувам, стандардот било допред Дрекслер Мајер, Фичо и Стокец, после Дрекслер Мајер, BMW, Мерцедес, Фиат, не знам шо. Абе добро, се остајте ги сега, може се провокатори. Не се замарајте. Стандардот значи ако до вчера ако до вчера се пиело не знам Смедеревка, денес се пие Александрија. Тоа е стандардот. Тоа значи до вчера ако се живеело еднособна у куќа со една дневна на еден спрат, нели, една дневна, една спална, едно веце, сега се живее у два спрата. Тоа е стандардот. Ако оделе на одмор у Охрица, одат у Грчка. Тоа е стандардот. Мислам дека доволно беше дуел на непотребни теми. Така е, Маркарт. Маркарт, знаеш колко здање е Маркарт? У Велес. Здање, човек. Фабрики што се овдека у зона у Скопје. Ова за автобуси, Ван Хол, како беше? Има тука Джонсон Мети. Не знам кој бе. Кемете, да, Кемете Електроникс. КСС, ја кажа. КСС мислам дека беше таму Охридско негде кај што се прави оние безбедносни појаси. Се продаваат на сите, речиси на сите коли, производители на коли по светот. Key safety system. Key safety system. Да се заебаваме ние. Да не се градало, да не се правило, овој ќе земел, тој ќе земел. Океј, он ќе земе еднаш, и шо? Ќе остане народ, ќе работи, плата ќе зима. Други индустрии ќе работат. Тоа е да му умре козата на комшијата. Како така ништо да не се прави? Тоа е да му умре козата на комшијата. Ај, од тоа најлесно е да кажеме ништо да не се прави. Ој, ради тоа да не се прави, ај да видиме што да се прави, да се каже, да се направи нешто, некој нешто да се прави. Што е подобро? Да се прави на 2 километра 6 години до Блаце е подобро? 2 километра 6 години да се прави? Или за 3 години ти вика ќе ти направам 138 километра коридор? Што е подобро? Да, ќе земеле пари, ќе земат. Веројатно ќе има тука криминал. 100% ќе има криминал. Ама тој криминал ќе направи еднаш. Ама за народот ќе остане коридорот. Автопатот. Не разбирам. Таква само деструктивно се доведовме. Тоа е невидена работа. Ништо да не се прави, ништо да не се прави. Да е доста. Хеликоптери ги купувале од одбрана. Зашто ќе биле Леонардо? Па Апачи да донесе, а ќе беше зашто е Апачи. Па нормално. Зашто не се Ми-24? Ми-24 донесе, ќе рече, абе, руски овие, што не земевте вакви. Да бидеме искрени. И сега, значи, на крајот, у суштина, политичариве што ја држат власта се најголемите будали. Ве кого слушаш, човече?
Не се Те дупат. Не се будали, они си работат на воденицата на водата на својата воденица си ја тера. Политичките партии се највиновни за ова што случува. И долгот ќе остане за плаќање. Александар Мартинов ти пред 20 минути кажа кредит да земе. Ти рече дека треба кредит да земе. Ама ние да ја правиме. Сега види, без пари не можеш ништо, значи треба да гледаш што ќе ти ја врати инвестицијата. Ви не сакам да навлагам у таа дебата за начинов на размислување на на поширокиот дел од македонската јавност, виновни се политичките партии. Го клюкаат народот едноставно цело време и тоа е тоа. Имаат медиуми кои што им се под нивна контрола, им го полнат мозокот со глупости, за да дојдат до сите можни погрешни заклучоци, затоа што тој им одговара за да утре водат 1% поише на анкета. Си го знаат своето гласачко тело, не сакаат да излезат надвор од тие, значи не ги интересираат 60% што за никој не сакаат да гласаат и немаат ни потреба да ги анимираат, знаат дека тие нема да искочат. Ако искочат тие и дадат подршка на некој нов, тогаш да видиш како наеднашка ќе стадат државнички овие две партии. И тоа е мојата логика на размислување и на делување. Им дававме доволно шанси и на едните и на другите. Се е време да им даеме на некои нови луѓе, на некоја нова опција и преку тоа да им дојде малце акал у главата на овие две партии, дека вака како до сеа не може. Не треба да им дојде акал, овие две партии треба да се расторат како пасок. Треба, точно. Како пасок.